Утрински стихови од Библијата. 3 август. Признавањето заслужува милост. Кој ги крие своите престапи, нема успех. А кој ги исповеда и се одречува од нив, наоѓа милост. Изреки 28:13. Условите за стекнување милост од Бога се едноставни, праведни и разумни. Бог не бара од нас да правиме некоја тешка работа за да добиеме простување на гревот. Не мораме да одиме на долг и напорен аджилак, ниту да извршуваме болни покаянија за да му ги препорачаме нашите души на небесниот Бог, или да се искупуваме за нашите престапи. Туку, тој што ќе го признае својот грев и ќе го остави, ќе добие милост. Ова е драгоцено ветување, дадено на паднатиот грешен човек, за да го охрабри да верува во Бог кој е љубов и да го бара вечниот живот во неговото царство. Даниел не барал оправдување за себе и за својот народ пред Бога. Туку во понизност и покаяние на душата, тој ја признал целосната големина и вина на нивните престапи и ги оправдал Божите постапки како праведни кон нацијата која ги омаловажувала неговите барања и не сакала да има полза од неговите заповеди. Денес има голема потреба од такво искрено покаяние и признавање. Оние кои не ги понизиле своите души пред Бога, признавајќи ја својата вина, се уште не го исполниле првиот услов за прифаќање. Ако не сме доживеале такво покаяние, за кое не треба да се каеме, и не сме го признале својот грев со вистинска понизност на душата и со скршен дух, одвратувајќи се од нашето беззаконие, тогаш никогаш вистински не сме побарале простување на нашиот грев. А ако никогаш не сме побарале, никогаш не сме го нашле Божиот мир. Единствена причина зошто не сме добиле простување на минатите гревови е таа што не сме спремни да ги понизиме нашите горди срца и да ги почитуваме условите кои се наведени во речта на вистината.